Овие 50 на страни ја отсликуваат едногодишната работа на штипскиот градоначалник Благој Бочварски. Освен брошурата, присутните граѓани на синоќешниот отчет го проследија полчасовното резиме на таткото на градот. Што сработил тој за изминатите 365 денови? Во акцентирањето на поважните капитални објекти, чија реализација отпочната е изградбата на детската градинка во населбата Сењак 4. Обезбедивме веднаш уште лани во ноември дел од средствата, околу 30% од Бирото за равномерен регионален развој за изградба на оваа детска градинка, а другите пари ги обезбедивме од буџетот на општина Штип, така што овој проект ниту еден ден нема ден на застој или на чекање. Веднаш откако се фативме, ги обезбедивме средствата, сите пропратни активности во дел на обезбедување на земјиштето со одлука на влада да тоа земјиште не биде отстапено на нас, на општината, да проектот од труд и социјална политика го добиеме на име на општината и да влеземе во реализација. Веќе се постави камен темелникот и објектот е во фаза на реализација. Проектот е со вредност од 800.000 евра, нешто кое што општина Штип може да го изинвестира, а најголемиот дел или 70% од овие средства се обезбедени од нашиот општински буџет. Во агендата на сработеното фигурира профункционирањето на втората паркинг платформа во градскиот центар со капацитет за 40 возила, намалувањето на цената на водата за 5%, но и приклучувањето на населбата Балканска на градската водоводна мрежа. Паралелно со ова, Бочварски ги потсети присутните со градежната офанзива низ градот. Без пауза за една година, повеќе улици и тротоари во Штип се изградени и реконструирани. Општинската каса, иако ја затекнал празна, сега е доволен извор за финансиска подкрепа на се она што Бочварски им го вети на штипјани за поубав живот. Со несмалено темпо ќе продолжи и во наредниот период. Пред се, гасификацијата е еден од приоритетите на оваа локална власт. Секундарната мрежа ќе биде изградена и Штип ќе биде третиот македонски гасифициран град, подвлече Бочварски. Тоа се 20 километри гасоводна линија во општина Штип. Веќе се проектира идејниот проект и веднаш потоа ќе започне и проектот за инфраструктура, а потоа ќе се работи и основниот проект. Јас очекувам некаде на почетокот или пролетта 2019 година да имаме комплетна документација за секундарната мрежа на гасифицирање на општина Штип. Општина Штип мора да биде третата општина во државата која што ќе биде гасифицирана. И тоа ќе го направиме, бидејќи сега за сега сме први, така ќе продолжиме и понатаму да го буткаме овој многу важен проект, заради тоа што нуди многу заштеди и на општинските институции, и на стопанствениците, и на граѓаните. Со почетна инвестиција од 800.000 денари за изготовка на проект, Бочварски на штипјани им вети нов реконструиран градски стадион. Со две трибини со капацитет од 6.000 посетители, хотел и со придружни објекти. Штип во наредниот период ќе се најде на листата на градови каде може да се играат надпревари од европски и светски ранг, како што ги бара УЕФА и ФИФА. Го заокружи резимето од едногодишната работа градоначалникот Бочварски. Денеска, со своја реакција за отчетот на градоначалникот, се јави Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Во писмената реакција се вели: Со дадениот отчет градоначалникот на општина Штип потврди дека изминатава година времето го трошил на прием на делегации и сликања. Она што го сработил не е поврзано со неговата изборна програма, тука е дел од неговата секојдневна работа и нешто што секој градоначалник треба да го извршува. Мегаломанските проекти кои ги нарекуваше капитални, воопшто не се споменуваат во отчетот, туку се зборува за планови и проекти кои се во фаза на изработка. Од ова може да се заклучи зошто градоначалникот избегна јавно соочување со граѓаните, на која јасно ќе се увидеше дека во годината што ја помина во градоначалничката фотелја, ниту има нешто направено, ниту пак го заврши започнатото од претходно. Стои во денешната писмена реакција на Штипскиот општински комитет на ВМРО ДПМНЕ.